Псалм 113 според православниот превод, а Псалм 114 според останатите преводи. Кога Израел излезе од Египет, домот Јаковов од туѓ народ, Јудеја стана Божјо светилиште, Израел област негова. Морето виде избега, Јордан се врати назад, горите се разигра како овни и речињата како јагниња. Што ти стана тебе море па бегаш и тебе Јордане па назад се враќаш? Зошто се разигравте гори како овни и вие ритчиња како јагниња? Трепери земјата пред лицето на Господ, пред лицето на Бога Јаковов, кој камен претвора во водно езеро и карпа во воден извор. Не нам, Господи, не нам, туку на своето име дај му слава заради Твојата милост, заради Твојата вистина. Да не речат незнабожците, па каде е нивниот Бог? Нашиот Бог е горе на небесата, врши се што сака, а идолите на незнабожците се сребро и злато, дело на човечки раце. Уста имаат, а не зборуваат, очи имаат, но не гледаат, имаат уши, но не слушаат, имаат ноздри, но не мирисаат, раце имаат, но не пипаат, нозе имаат, но не одат, тие не пуштаат глас од грлото свое. Слични на нив се и оние што ги прават, такви се и оние што се надеваат на нив. Доме Израилев, надевај се во Господ, тој е наш помошник и заштитник. Доме Аронов, надевај се во Господ, тој е наш помошник и заштитник. Вие кои се боите од Господ, надевајте се во Господ, тој е ваш помошник и заштитник. Господ се сеќава на нас и не благословил, го благословил домот Израилев, го благословил домот Аронов, ги благословил оние кои се бојат од Господ, мали и големи. Нека ви придаде Господ вам повеќе, вам и на вашите деца. Благословени да сте од Господ кој ги создаде небото и земјата. Небесата се Господови небеса, а земјата тој им ја даде на синовите човечки. Не ќе те слават мртвите, Господи, ниту оние што слегуваат во местото на молкот. Туку ние живите ќе го благословуваме Господа од сега и за секогаш.